Продолжува обновувањето на православниот црковен храм Свети Атанасија во населбата Оризари. Моментално се работи на уредување на дворното место и поплачување на вториот влез на црковниот храм, каде што иницијативниот одбор вели дека истиот за кратко време ќе биде завршен. Ние продолжуваме веќе во завршна фаза на уредување на дворното место, тоест моментално работиме на потек уредување на степеништа кои ќе бидат обложени со камен кој одговара на другата структура во самиот црквен храм. Значи ќе бидат осветлени, ќе имаме направено ограда која ќе помага на повозрастните луѓе да бидат посигурни и самите мали дечиња и сите луѓе. Значи тај дел ќе го завршиме. Бушотината со вода е завршена. Планираме да направиме исто дел една мала чешма на потегот тука. Веќе во завршна фаза и самата порта која треба да биде направена капија на западниот дел на храмот кој води кон кеот на реката, да го разубавиме овој дел. Останувато што некои малку активности, меѓутоа нашиот одбор иницијативен кој се зафати за оваа активност, веруваме во нас, во нашите верници, од кои очекуваме и пак побаруваме кој колку може да донира. Стоиме за тоа што го правиме и веруваме дека тоа честно, чисто, сепак се работи за храм, за црква и треба да го разубавиме. Убаво каче, убав момент да не бидат тука нашите верници. По завршувањето на уредувањето на дворното место, црковниот храм во Оризари комплетно ќе биде завршен. Инаку црквата посветена на Свети Атанасија е градена во 1848 година, потоа делумно разрушена, за да повторно биде изградена во 1876 година, а фреско живописана во таванскиот дел од страна на тајфата на Исаија Макаровиќ од село Гари Дебарско, кој со својата тајфа престојувал во Кочанско. Од 55-те икони, колку што се наоѓаат во црквата, 17 од нив се наоѓаат во регистарот на регистрирани икони на Заводот за заштита на спомениците на културата во Македонија.